Застрашувачки се сведоштвата на жителите од ресенското планинско село Крушје, кои 3 децении се гушат во неподнослива мирис бајчат кој содржи најканцерогени материи, а се спушта од нестандардната дива депонија Буково. Со 50 на жители, Крушје е првото село од Ресенско кое е најблиску до депонијата. Во деновите кога гори велат, гладот за воздух е неиздржлив. Со бајлето кој ќе станеме прш прво кој не се гледаш. Верујте дека сиве луѓе во село се разболени од белите дробови. Остај тоа. Разболени сме секако години чотат. Али ланската година е посебна. Сите производи што ги произведеме, се беше контаминирано. Се изврниме. Никој ништо не употребе. Стави го производов во вода, црна вода излегвеше. Те баркат со сива си пееш од родното место. Секој ден чад, секој ден смрдеја, а вишта ги переш, ги закачиш од бели, ги извадаш црни. Бетар од Скопје сме. Во Скопје викат загаде, нема кај да се позагадене ако живееме на 1090 метри над морска висина. Сливот од Црнивар, водата што тече, има течение и према Охрид, има течение исто и према Селово, два извори се каптирани за ресен. Водата се загади едната вода и другата. Граѓанските активисти притискаат час поскоро да се изгради регионалната депонија во Новаци. Ова е важно затоа што доколку не постои регионалната депонија, Буково нема да може да влезе во процес на санирање и реанимирање. 20% од населението во Македонија умира од аерозагадување, кој што се совпаѓа со проценка од 133 до 140 луѓе во Охрид. Отворањето на регионална депонија во Новаци, која чини околу 34 милиони евра, е процес кој ќе трае најмалку 3 години. Градоначалникот на Новаци не дозволуваше нејзина изграда, доколку државата не изгради обиколница која ќе води до неа, а тоа не се прави преку ноќ. Тој кажа дека до овој момент е донесена одлука за формирање на регионално претпријатие во Новаци, за што се чека амин од сите 18 општини од Пелогонискиот и Југозападниот плански регион. Во меѓувреме, општина Охрид во Буково ќе поставува видеонадзор, ќе оградува и осветлува депонијата која е покрина со 4700 метри кубни земја.